Добро вечер, вести на Канал 8. По паѓањето на првиот снег за годинава, Македонија пат на терен во расчистување на патиштата. Во вечерните часови фрлени 24 метри кубни мешавина сол и ризла. Екипата на Македонија пат со почеток на снежните врнежи интервенираше во текот на вечерните и утринските часови. Сол фрлаше на патните правци Кочани, Брана, Калиманци на магистралниот пат А3, на патот Р1 304 Преварец Берово, Крупиште Пробиштип на Р1 205 и на патот Кочани Пониква, каде што имаше и најголеми врнежи од снег. За расчистувањето беа потрошени 4 соларки од 6 метри кубни сол и ризла, или вкупно 24 кубни метри од мешавината. Коловозите и понатаму остануваат влажни и затоа во текот на денот споменатите патни правци уште еднаш се посолени и опесочени, како и поради најавата за нагло паѓање на температурите во текот на вечерните часови и можна појава на нови врнежи од снег. Сите патни правци на кои интервенирано се проодни за сообраќај, а нови одрони не се забележани на ниту еден патен правец. Дополнителна акција на екипите на Македонија пат е посолување со чиста сол на надвозниците, мостовите и местата каде што има услови за помразнување и појава на голомразица. Во акцијата учествуваат две екипи со соларка и нож за расчистување на снег. Ангажирани се 2 камиони Мерцедеси со двојни осовини, велат од предпријатието, и додаваат дека располагаат со 180 тони сол и 140 метри кубни песок, што се сосема доволни за интервенција на патните правци кои ги покрива Кочанската секција. Во Кочани успешно е реализирана 12-та акција Ден на дрвото, во која се вклучија вработени во државните институции, ученици и граѓани. Во близина на градската депонија, кај село Бели, се садеа садници од чемпрес. Ниту снежната покривка во Кочани не ја попречи реализацијата на акцијата Ден на дрвото, што се организираше 7 година поред. На локацијата кај градската депонија со организиран превоз во текот на предпладнето дојдоа поголем број граѓани вработени во државните институции и општинската администрација, членови на советот и ученици, заеднички да ја покажат желбата да се заштити најблиската околина на местото во кое живеат. Од подружницата на Македонски шуми рекоа дека акцијата успешно е реализирана за само неколку часа, при што е засаден предвидениот број садници. Со оваа акција во овој момент засадивме некаде околу 15.000 садници на чемпрес, аризонски чемпрес. Со текот на наредните денови планираме да посадиме овде и околу 15-20.000 садници багрем и тоа е на оваа локација од 10 на хектари се планираат тие пошумувања. Димитров додава дека повеќе институции и предпријатија дополнително зеле садници од Македонски шуми за да ги засадат во своите дворови. Придонес во акцијата дадоа и од општинската администрација. Општина Кочани е по 7 година уствари поред, заедно со своите вработени, заедно со вработените од основните, средните училишта, од другите институции кои се исто така во општина Кочани, организирано доаѓаме овде да секој засади по некое дрво, за да можеме утре да се гордееме кога тие дрва ќе израснат, да кажеме дека овде допринесовме на ова место да имаме една убава околина. Освен општинската, учество во Денот на дрвото имаа и дел од вработените во државната администрација. Можам да констатирам дека акцијата е успешна. Веќе првите години кога што имавме акции има доста пораснато, напреднато шумите и се надевам дека ова акција која што веќе е традиционална ќе продолжи и во иднина. Во акцијата за пошумување во Кочани се вклучија и кочанските советници. И советниците од општина Кочани зедоа масовно учество во оваа акција, присутни се сите советници, се одзваа на поканата од Македонски шуми, така да присутноста на вработените на Македонски шуми кои зедоа големо учество за припрема на површините, како што може да видите и вашите камери, целата површина е припремени се голем број на плоштатки, веќе се работи за голема површина од 10 хектара. Ние традиционално секоја година ја подржуваме оваа акција.
Единствено што имаме забелешка е во начинот на организирање на акцијата. Мене ме радува фактот што е првиот снег токму денес падна, па да се надеваме дека ќе биде и годината берикетник, процентот на зафатеност на дрвцата ќе биде доста висок. Па убаво е чувството кога се дава допринос исто така за да може да има дрва плюс, да можеме да во чиста животна средина да живееме, значи ја поддржуваме акцијата и со наша активност дадовме допринос да имаме повеќе дрва во нашата општина за граѓаните за општината. Според проценките на вработените во македонски шуми, зафатеноста на дрвјата од досегашните акции во планинските делови изнесува над 90%, додека во пониските е помала и се движи околу 40%. Во денешната акција Ден на дрвото се вклучија и учениците и вработените во основното училиште Малина Попиванова. Во дворот на установата посадени нови 200 дрвца. Основците од Малина Попиванова садеа дрвца заедно со нивните наставници. Засадија над 200 садници, кои во иднина треба да значат многу за чиста и здрава околина на училиштето. Па веќе недела дена основното училиште оформи работна група во врска со денешниот ден, Ден на дрвото, засадија својата иднина. 180 садници подигнавме од шумското стопанство. Ние како училиште обезбедивме 7 јавори кои ќе ги садиме етапно, бидејќи тие треба да бидат заштитени од човечкиот фактор. А во моментот оделенска настава ги сади последните садници во паркчето, така наречено во нашето училиште, и мислам дека временските услови, ангажманот на сите вработени во училиштето и на учениците успешно е оценета акцијата во Малина Попиванова. Може би ни недостасува мал број на садници, но сепак има време во текот на следната недела или пролета ќе ги дополниме деловите кои останаа без садници. Досегашните засадени дрвца во дворот и околината на ова училиште од несовесни граѓани беа уништувани неколку пати. Затоа Цимбалевиќ со апел да се чуваат садниците. Апелираме до учениците, до граѓаните да ги негуваме овие садници, да акцијата, самиот назив на акцијата засадија својата иднина, учениците да едноставно после неколку години да го видат резултатот на трудот кој денес го вложија. За успешноста на акцијата големо влијание имаше и денешниот снег. Децата беа расположени за работа, затоа што на нивно задоволство, паралелно со акцијата падна и снегот, со што си пружија дополнително задоволство со игрите на снег и временските услови придонесоа за помасовно присуство на учениците на терен. Освен за новите, потребна е грижа и за старите дрвја, посебно ако имаат историска и културна важност. Таков е случајот со стариот дап кај Бели, што се уште чека на санација по оштетувањата од гром. Акцијата Ден на дрвото е одлична можност надлежните да подразмислат и за состојбата во која се наоѓа дабот кај селото Бели. Снежната покривка што ги прекри неговите крошни му го отежнува обстојувањето по оштетувањата од гром што го удри пред година и пол. Влагата во гранките му прави дополнителен напор и вистинско чудо е што и по 6 века се уште не се предава. По последните информации од општината дека се чека на екипата од Заводот за заштита на природните реткости, досега нема никакви промени. Стручните лица се уште не направиле увид во состојбата, така што дрвото е препуштено само да се бори со временските прилики. Сепак, извесен интерес за стариот дап покажа од Шумарскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, чиј декан присуствуваше на акцијата Ден на дрвото во Кочани. Покрај обележување на Денот на дрвото, заедно со градоначалникот ќе идеме до стариот дап, бидејќи тој истиот е оштетен од гром, има некој оштетување, да видиме како истиот може да се санира, да се обнови, да се заштити и понатака да биде културно, историско и природно богатство на вашата општина. Само со соодветен стручен увид може да се утврди каква заштита му е потребна на дрвото и кога би бил најпогодниот временски термин за тоа. Во таа насока посетата на деканот од Шумарскиот факултет е добре дојдена. Инаку оштетувањата што ги преживеа дабот од пожарот што во јуни лани го предизвика громот се сериозни. Иако местното население од Бели апелираше санацијата да се направи што побрзо, до сега активности имаше само од луѓето од црковниот одбор на манастирот Свети Илија, кои сами ја одржуваат внатрешноста и околината на дрвото. Во општина Виница се пошумуваше на местноста викана Попова чука на 1 хектар површина. Беа засадени 20.000 садници црнбор.
Во акцијата во Виница активно учествуваа вработените и учениците од гимназијата Ванчо Прке и локалната самоуправа. Основното училиште Гоце Делчев од Виница ја продолжува меѓународната соработка со образовни институции од соседна Бугарија. Делегација од училиштето беше во 3-дневна работна посета во градот Гоце Делчев, откако претходно беше потпишан меморандумот за соработка. Основното училиште Гоце Делчев од Виница ја зајакнува соработката со партнерските образовни установи од соседните земји. Викендот, 4-члена делегација од училиштето, предводена од директорката Розета Донева, оствари работна средба на второто основно училиште Гоце Делчев во истоимениот град во Бугарија. Се работи за прва официјална посета на виничките представници, откако е потпишан меморандумот за соработка меѓу двете училишта што го носат истото име. Делегацијата од Македонија се запознала со начинот на организирање на наставниот процес и на целокупната работа во институцијата. Исто така, за практично согледување на искуствата од партнерското училиште, наставниците од Виница престојувале и на практична настава на час по бугарски јазик. Во рамки на престојот во градот Гоце Делчев, делегацијата од Виница ја посетила и природно-математичката гимназија Јане Сандански, а бил организиран прием и средба од градоначалникот Владимир Москов. При тоа, во име на виничката локална самоуправа и градоначалникот Емил Дончев, било разговарано за реализирање на нов заеднички проект меѓу двете општини. Инаку, по збратимувањето на двете образовни институции и меѓусебната соработка, произлезе реализацијата на проектот за меѓугранична соработка, со кој во Виничкото основно училиште Гоце Делчев беше изграден лифт и пристапна рампа за лица со телесна попреченост, како и санитарни јазди. Спорт. Баскет Дино подобар од ФМП и Гостивар во рамки на редовното коло во М18 и третата кошаркарска лига. Баскет Дино ја искористи предноста на домашниот терен и со резултатот 87-78 го совлада директниот ривал за пласман во првата четворка, што ќе разигрува за титулата во продолжението од сезоната во М18 младинската кошаркарска лига, екипата на ФМП. Кошаркарите на Сашко Лазаров имаа игра и контрола над резултатот во текот на целиот надпревар. Одржуваа водство од првата до последната минута, кое варираше под 10 до над 15 поени разлика, во неколку наврати 16 поени, а гостите успеа само еднаш во третата четвртина да ја спуштат негативата на само поен предност. Но потоа уследи серија на кочанските кошаркари, која резултираше со брзо враќање на предноста. Од тогаш Баскет Дино повторно доминираше на паркетот со одредени слабости во играта под својот обрач, но освен да ја намалат варирачката негатива, гостите од Скопје не успеа да сторат ништо повеќе. Не беше доволна ниту доминацијата под кошевите на повисоките гостински кошаркари, затоа што отсуствуваше висока реализација во нападот. Таа пак беше на страната на домашната екипа. Кај Баскет Дино се истакнаа Тодосиев и Ангелов, во рамки на просечниот индивидуален учинок беа уште неколку кошаркари. По трилерот во саботата против Работнички, овој надпревар немаше такви возбудувања. Неколкуте потези придонесоа генералниот впечаток од средбата да биде позитивен и да се сумира дека играта беше фер и коректна, на моменти и допадлива. Лесна победа извојува и тимот во третата кошаркарска лига над екипата на Гостивар, надпревар што се одигра веднаш по завршувањето на средбата од М18.
Следевте уште едно издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.